Почитувани мои, кога патувам низ Република Македонија, кога патувам низ нашиве убави македонски села, често пати ќе го говорам дека 30 на години ја крстарам Република Македонија, 30 на години ги почитувам нашите убави македонски села, а сето тоа преточено во документарниот серијал Заборавени. А исто така околу 10 на години се наоѓам тука во Дебарца, а поточно речено во оној дел во овие 10 села кои што иако се Охридската регија припаѓаат на општината Дебарца, а горцу што ете овдека во село Торовник сум тука некаде околу 5-6 години, а многумина овдека од мештаните од село Торовник ми вела дека зоро небе како да си домароден и да бидам реален се чувствувам како да сум домароден. А ете според Господовото провидение, како што пред 10 на години, тој документарен серијал со работен наслов Селото Оровник низ историјата, кој започнав тука од манастирот, од манастирскиот комплекс, од многовековниот манастир посветен на патронот, заштитникот на село Торовник, тоа е Света Петка Римјанка. Ете, според Господовото провидение и денеска, на сам ден на Света Петка Римјанка, кој што секојаш ќе паѓа на 8 август, секоја Господово лето, еве и ова Господово 2025 лето, намина повторно во Оровник, каде што досега, така да речем, имам направено околу 7-8 документарни записи, а многумина вела дека секој човек кој ќе дојди во било кое населено место, секој човек кој ќе почне да ги раскажува приказните за што нему му ги раскажувале неговите дедовци и баби за историското битисување на било кое село, па и овдека за селото Оровник, за животот на селото Оровник, за духовно православните празници во селото Оровник, за венчавките, крештевките, свадбите, за адетите обичаите, за славите, било тоа да е за Божик, за Водици, за Свети Атанасија, за Велиден, за Ѓурѓоден, за Спасовен, за Илиден, па и за Света Петка Римјанка. Тука е ова рече го и за Богородица голема, Богородица мала, па за Крстовден, Свети Никола и така се во круг остануваат недораскажани. Затоа пак ја речам според Господово провидение, а пред се по поканата на мојот домаќин и воедно првиот меѓу однаквите овдека членови на манастирскиот одбор во самиот манастир Света Петка Римјанка и првиот меѓу однаквите во црковниот одбор во селото Оровник, чиј патрон, така да речеме, и црквата Свети Илија, наминав овдека во овој многовековен манастирски комплекс за да ги дораскажат, така наводно да кажам, недораскажаните приказни, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, а почитувани мои, сето ова што ќе биде денеска снимено, ќе ви биде овај го пренесено преку нов документарен овај запис, но пред се морам овај, така да речам, овој документарен видеозапис не би бил комплетен ако не се тука и членовите, воедно и дел на менеджерскиот тим на продукцијата Маријо Филм. Тоа е пред се мојот снимател Виктор Костовски, каде што преку окото на неговата камера ќе ви биде пренесено она што ќе биде снимено. Тука се разбира и Димче Ковиловски, кој што ете, така да речам, е печалбарот, кој што после 50 на години се врати тука во Македонија, меѓутоа човекот е, така да речам, оној дел кој што го обликува сценскиот изглед на секоја документарна репортажа, а се разбира дека секоја документарна репортажа, па и ова не би била комплетна, ако не се осврниме на етнографските, историографските податоци кои што ги има ова село, кои што се датираат уште од античко време па до ден денешен, а тоа е професорот Драго Сламиновски, еден од денешните современи најпознати антрополози, географи, етнолози и историографи. Па ќе речам, почитувани мои, ова сето што ќе биде снимено, ќе биде преточено во овој нов документарен запис. Гледајте и уживајте.
Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Господ Христос преку апостолите ги повикал сите верни да бидат свети, велејќи: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Секој кој вистински верува, се поистоветува со Христа и станува свет и семојчен, така што може со апостолот Павле да рече: се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. И навистина, светите апостоли правеле величествени дела со силата што им ја подарил Господ. Воскреснувале мртви, исцелувале со својата сенка или убрус. Така, тие на дело ги исполниле Христовите зборови: вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој, и поголеми од овие ќе прави. Образецот на поистоветување со Христа го наоѓаме во зборовите на апостол Павле. Не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Не можеме да бидеме православни христијани ако не ја усвоиме целосно верата на Светата православна црква. Или сме 100% православни, или не сме воопшто христијани. Но, за да можеме целосно и неизменливо да ја усвоиме православната вера, потребно е најпрво да го очистиме нашиот ум и нашето срце со пост, молитва, исповед и причест. Токму во ова се состои и православниот духовен живот, односно вториот критериум за православие, наречен од отците ортопраксија, што значи православно дејствување, православно делување или православен начин на живење. Оние кои не се крстени, за да се крстат, треба да имаат вера и покаяние. Додека пак оние кои се веќе крстени, но отпаднале од верата, за да се вратат назад во Светата црква, треба да имаат покаяние. Тоа се нарекува и второ крштение. Не случајно беше испратен пред Христос светиот Јован Крстител, проповедникот на покаянието. Неговата проповед не беше само историско претходење, туку и суштинско. Тој ја започна својата проповед со зборовите: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, навестувајќи го со овие зборови доаѓањето на Господ. Историски, тој му претходил на Христос, но и на личносен план се случува истото. Не можеме да го сретнеме Христос, не можеме да го примиме во себе ако немаме покаяние. Покаянието, придружено од постот и молитвата, ги очистува срцето и умот од товарот на гревовите и страстите и ги прави способни за примање на Христа, за примање на Царството Божје, кое е во нас, за примање на православната вера. Затоа инсистираме на тоа, верниците редовно да се исповедаат, да постат, да се молат, за да можат да се причестат, како што им доликува на православните христијани. Без оваа подготовка не можеме да добиеме никаква полза од светата причест, телото и крвта Христови. Но ако се подготвуваме за светата причест на православен начин, со пост, молитва и покајаничка исповед, тогаш и нашите срца ќе горат како на Лука и Клеопа, кои патуваа заедно со Господ и чувствуваа дека нивните срца горат, но не можеа да го познаат дека тој е Спасителот Христос, се додека не се причестија со него. Дури тогаш им се отворија очите и го препознаа. Така постапуваа, веруваа и живееја сите светители на Црквата Божја и затоа Бог ги прослави со светост, па нивните мошти остануваат нераспаднати, нивните икони мироточат, се случуваат чудесни исцеленија по нивните свети молитви. Посебно место меѓу изворите на христијанската вера е одвоено за житијата на светиите. Под ова име
се подразбираат делата од духовната литература, во кои се собрани и опишани животите на светите личности, нивното прославување од страна на Бога, како и настаните чии што спомен црквата го празнува, иако повеќе сигурно е дека на соборот на светиите му припаѓаат и оние чии што животи не се запишани. Житијата на светиите, според зборовите на отец Јустин Поповиќ, го представуваат животот на Господ Христос, кој се повторува во животите на светиите, бидејќи црквата и се во неа го одразува животот на Господ Исус Христос. Светиите длабоко во себе го врежале Христовиот лик и христијанскиот начин на живот, поради што верните во црквата ги доживуваат како вистински сведоци на вистинската вера. Господ Христос преку апостолите ги повикал сите верни да бидат свети, велејќи: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Секој кој вистински верува се поистоветува со Христа и станува свет и семојчен, така што може со апостолот Павле да рече: се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. И навистина, светите апостоли правеле величенствени дела со силата што им ја подарил Господ. Воскреснувале мртви, исцелувале со својата сенка или убрус. Така, тие на дело ги исполниле Христовите зборови: вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој, и поголеми од овие ќе прави. Образецот на поистоветување со Христа го наоѓаме во зборовите на апостол Павле: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Животите на светите апостоли и на првите христијани се опишани во делата апостолски. Евангелистот Лука ги изнел подвизите и страдањата на првите ученици на Спасителот и на останатите негови следбеници. Делата на светите апостоли се продолжение на животот и делото на Господ Христос, и тие со посредство на Духот Свет се пренесуваат на верниците во црквата. Житијата пак на светиите се своевидно продолжение на делата апостолски, бидејќи покажуваат личности чии што живот е исполнет со вистинска вера во Господа Христа, во Света Троица, во црквата и светите тајни. Светиите меѓусебно се разликуваат според личните дарови и придонесот кон живото предание на црквата. Пророци се оние свети Божји луѓе кои живееле во времето пред Христовото овоплотување. Тие, на избраниот народ Божји, му го прорекувале доаѓањето на Синот Божји на земјата и други настани од неговиот живот, како и од животот на црквата. Апостоли се учениците Христови и непосредните сведоци на неговиот живот и божествените дела. Овде е важно да се спомне дека на апостол Павле, кој не бил следбеник Христов, за време на неговиот живот, Господ му дал дар на апостолство, јавувајќи му на патот за Дамаск. Чудата не се критериум на црквата, туку дали веруваме православно и дали живееме православен духовен живот. По овој повод и патронот на нашата света црква, светиот чудотворец Климент Охридски, во своите проповеди ги споредува оние кои веруваат православно, но не живеат православно, со оние кои имаат очи, но немаат раце и нозе. Од друга страна пак, оние кои се обидуваат да живеат добродетелен живот, без суштински да бидат православни, ги споредува со оние кои имаат раце и нозе, но немаат ниту едно око. Ако го одземеме духовниот живот од православната црква, тогаш ја сведуваме верата на обично учење или философија, рамна на сите други религиозни философски системи. Ако пак ја одземеме православната вера од духовниот живот, тогаш верата ќе се претвори во суеверие и празна обредност. Но ете, ќе научиме да живееме православно, ќе ја прифатиме целосно православната вера и што потоа? Дали со ова завршуваме?
се разбира дека не. Целта на нашиот живот е вечното спасение, Царството Божјо, светоста, како што вели светиот Серафим Саровски, стекнувањето на Светиот Дух. Во Светото Писмо се вели: по благодат сте спасени. И на друго место: Бог се противи на гордите, а на смирените им дава благодат. А Господ вели: поучете се од мене, бидејќи сум кроток, смирен по срце. Значи, спасението го добиваме по благодат. Благодатта ја добиваме кога стекнуваме смирение. Апостоли се учениците Христови и непосредните сведоци на неговиот живот и божествените дела. Овде е важно да се спомне дека на апостол Павле, кој не бил следбеник Христов за време на неговиот живот, Господ му дал на апостолство, јавувајќи му се на патот за Дамаск. Бидејќи апостоли можеле да бидат само оние кои го виделе Господа, јавувањето на Спасителот на дотогаш ревносниот гонител на христијаните бил настан кој го означил почетокот на неговото апостолско сведочење. Меѓу апостолите посебно место завземаат евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован, кои ги запишале најважните настани од Христовиот живот, зашто, како што вели апостолот и евангелист Јован, а има и многу други работи што ги направи Исус, кои, ако би се запишале, не би можеле да се соберат во целиот свет напишаните книги. Свети апостол Јован Богослов вели: Бог е љубов и лажец е оној кој вели дека го љуби Бога, кого не го видел, а го мрази братот свој, кого го видел. Ако вистински се соединуваме со Бога, како што железото фрлено во печка се усвитува, односно добива својство од огнот, така и ние ќе станеме слични на Бога во љубовта. Светиот апостол Павле вели: ако љубов немам, ништо не сум. Без љубов, секој подвиг, секоја жртва е попуста. И што и да направиме пред Бога, ќе биде како жртвата на Каин, небогоугодно. Колку и да имаме голема вера, ако љубов немаме, ќе бидеме како демоните, зашто и тие веруваат и треперат пред Бога, но немаат смирение и љубов. Токму по љубовта ќе не препознаат луѓето дека сме Христови ученици. Љубовта не е сентименталност, ни патетика, ни романтичност, туку е жртвување или поточно себе жртвување, давање на дел од себе, од своето срце. Зарем нема добри луѓе надвор од црквата? На овие прашања дава одговор светиот Серафим Саровски, кој, цитирајќи го светиот Антони Велики, вели дека постојат три вољи во човекот. Прва, Божјата, се совршена и се спасоносна. Втора, собствената, човечката, тоест, иако не е погубна, сепак не е ни спасоносна. И трета, ѓаволската, која е потполно погубна. И токму таа третата, ѓаволската волја, го учи човекот или да не прави никакви добри дела, или да ги прави од суета, или доброто да го прави заради самото добро, а не заради Христа. Втората, нашата собствена волја не учи се да правиме заради наслада на своите похоти, или како што учи и ѓаволот, заради доброто, како такво, без разлика дали со него се здобива благодат. Во сведочењето на верата во раната црква голема улога имале мачениците. Според зборовите на Тертулијан, нивната крв била семе за нови христијани. Мачениците достигнале највисок степен на љубов кон Христа, жртвувајќи го собствениот живот од верност кон Него. Тие се и најслични на Господа Христа,
кој самиот бил маченик и образец на мачеништвото. Прв кој пострадал за верата бил свети архиџакон Стефан. Тој во часот на смртта покажал љубов кон оние кои го каменувале велејќи: Господи, не земаим го ова за грев, и одлика на сите маченици е што страдале без омраза кон своите убици, поддржувајќи го Господа на крстот, кој му се молел на Отецот за безумните евреи: Отче, прости им, не знаат што прават. Од првите векови постојат записи со подробни описи на страдањата на мачениците, познати под името маченички податоци. Овие записи во раната црква биле читани на црковните собори веднаш по Светото писмо. Картагинскиот собор од 418 година усвоил и правило тие задолжително да се читаат и на богослужбите во деновите на славењето на светите маченици. Покрај мачеништвото, во црквата постојат и други видови на сведочење на вистинската вера. Свети Кипријан Картагински му пишувал на своето свештенство посебно да ги помнат деновите кога се упокоиле исповедниците на верата Христова, за да може целата црква да го слави нивниот спомен, заедно со споменот на мачениците. Исповедниците во клучните настани од животот на црквата го исповедале нејзиното вистинско учење и ја бранеле црквата од соблазната на разните ереси. Голем исповедник меѓу светиите е свети Максим исповедник. Првата, вољата Божја и се спасоносна, се состои единствено во тоа доброто да се прави исклучиво заради здобивање на Светиот Дух како вечно богатство, на кое ништо не му недостасува, кое со ништо не може целосно и достојно да се оцени. Токму тоа го заборавиле петте немудри девојки, стекнувањето на Светиот Дух, добивањето на Божјата благодат, без која никој не може да се спаси. Тие имале добри дела, но не биле заради Христа, туку заради самото добро или заради својата волја. Значи, сепак, сите 10 девојки биле девствени. Сите го зачувале девството, но не сите го сториле тоа заради Христа и затоа не влегле сите во одаите на младоженецот Христос. Да не заборавиме. И во комунизмот имало луѓе атеисти, кои биле морални личности, кои правеле добри дела, имале скромност и добар однос кон луѓето, но ниту еден од нив не добил светост, затоа што нивните дела не биле заради Христос, туку заради себе си или заради самото добро. Затоа, возлюбени мои, во оваа недела, посветена на православието, доколку православно живееме и веруваме, можеме да добиеме совршена љубов и смирение и да го наследиме Царството Небесно, заедно со сите свети и ангели од Небесната црква. Затоа, да ја запазуваме целосно православната вера, да го запазуваме православниот духовен живот, за и нас Бог да не запази и сочува во век и веков. Амин. речеме сите од сета наша душа и од сета наша помисла, да речеме Господи помилуј. Господи, Вседржителе Боже на нашите татковци, Ти се молиме, чујне и помилуј. Господи помилуј. Благочестивиот и Христолюбив народ Така е на поможденот. За многу години. Видовне со името на живо вака, нека ни е на поможденот света недела. Така ни поможи Господ здрави убајни на кадават на секој. Името ти беше Зоран? Зоран. А презиме? Кутески. Од каде си родом?
Иначе сум од Требеништа, а живеам во Австралија моментално. Во Австралија? Така. Од која фамилија си од Требеништа? Бутевци. Од Бутевци? Како се викаше дедо ти по Дедо татко? ми Трифун Бутевски, А баба ти? баба ми Цара Бутевска, А дедо ти по мајка ти? Симон Мајсторовски, А бабата ти? Славка Мајсторовска, Татко ти се вика? Бокин Бутевски, А пак мајка ти? Стојка Бутевска, Та од кај беше родум? од Требеништа исто, Од Требениште? Да. Од која фамилија? од Мајсторовци, Така, домаќиката твоја од каде е? од Мислешево, Мислешево, од која фамилија? Брентовци, Од Прентовци, Илија Прентовски, што е? фамилија. Фамилија? А, во Мислешево имаме направено многу убави емисии. Ристо Печкула Прентовски. Како не? Слушано, починате. Дури Ио ми вели, абе Зоране, како домароден да се во Мислешево. Вистина така, во право е. Напомнавте дека живеете во? Во Австралија, во Сиднеј. Пред колку години отидовте таму? Пред 85-та година заминавме таму и се уште сме таму, работиме се уште. Децата, фамилијата, сите се таму. Моментално момичето ми дојде тука со децата да се видиме, си мет родители тие и така да прошапаме, знаеш. Кога отиде 85-та година во Австралија? Така. Јазик не познаваше, луѓе не познаваше, тешко ли беше? Така ќе ми кажува кај што се запослив тука, ќе ме пуште на едно место, ја ќе му се пуле во устата како зборвет, да го прата кај ќе биди, ќе биди ти што треба да се направи. Али во тек на време, ето што се викат, го сватив јазикот не 100%, али сепак е добро. Така. Ова се да ми кажете, таму во Австралија, кога ќе се видите со нашите македонци, Така. за славите наши православни македонски, кога ќе се видите за свадбите, крштевките, венчаквите, кој ќе чуеш песната македонска, кој ќе сватиш наоро македонско, ти се радува ли душата? Нормално, и се уште се дружиме, имат исто игранки наши што се праве таму, се збираме, зависи кога и како према празнициве, убаво си поминуваме, секој си имат свој фамилии во друга страна и така. Кога последен пат си дојден во Македонија, во Па Мислешево? ево 3 години кај што идам секоја година. Секоја година. Да. Кога поќе се радуваш од Австралија кој се качиш на авионот во Македонија или ти да го душата кој треба да се Или враќаш? ме од тадека си одвиме дома, и таму си имам куќа фамилија. Така. Од увдека кој ќе си одвиме, велиме одиме во Австралија. А од тадека си одвиме дома, велиме, знаеш. Арно, ама коренот е од Македонија. Така да ми се здравиш. Колку Господ на тебе и на твојата сопруга чела да ви даде? Имаме девојче и машко. Така, од домени? Да. Колку нучина имаш? Имам две внучина, Емилија и Александар, од момичето, а од детето е едно момичуле, си имаме 3 години. Како се вика? Емилија. А другите? Емилија, Александар и Розмери. Кој ти е помило, првото или цугарето? Прстите сите полем. Подеднакво си сакам сите. Кој ти е куќна слава дома? Свети Никола. Зимен? Да. Се собирате ли, како се вика речи? Се неко порано, али сепак Ама така си е, славиме. така си е, така си е. Ајде една порака до сите наши македонци, кои што се наоѓаат не само во Република Македонија, туку и во Егејскиот, Вардарскиот, Пиринскиот дел на Македонија, Америка, Канада, Австралија, дали е добро барем еднаш да си дојдат во родното место, затоа што пубаво место од родниот крај нема никаде. Вистина е така име, од родното место подобро нема, што се вика. Да си дојд во родното место, да се видит вака цркви, другари, пријатели, роднини, да се видит со фамилиите исто. И има многу убавини увдека исто да прошета човек. Баш ние се радуваме на свето. И така, тоа е. Дури едно бе рекол, приказните кои што тебе, твојот дедо, твојата баба, ти ги раскажува за Мишлешево, Да, да. така ти е приказни да им ги раскажуваш На децата своји. и на твоите внучина. И пријатели. Нека ти е здрава жива фамилијата, Да нека ми си денот здрав и жив, име и да се видиме, убав ден. да се видиме зубав заедно. Е така. Да ни е здрава жива Македонија. Да ни е здрава и жива. Биди ми многу поздравен и да си поздравиш дома фамилијата и нека ни е убав денот да си. И голем поздрав од продукцијата на Марио Филм преку вас Обавезно. до нашите македонци широм светот. Е така. Пак ти речам нека денот за новогодини. Нека ни е денот за многу години и убаво да се поминеме. Амин, Господе. Е така. Господ здраве нека дават и напредие.
Зоране, Молим. ете според Господово провидение имаме тука уште еден македонец кој што е иселен во Америка. Твоето име презиме? Ангеловски Живко. Така, од каде си ти? Од Ровник, Од која фамилија си? Ангеловци. Од Ангеловци. Како се викаше татко ти? Зафир. Мајка ти? Таса. Та од кај беше родом? Исто, куќа до куќа. Кој до куќа? Од која фамилија? Од Тимовци. Така, колку браќа и сестри сте вие? Браќа и сестри сме, ја и една сестра. Така, домаќиката твоја од каде е? Од Враништа. Од Враништа? Колку Господ челад ви даде? Тројца. Машки и женски? Двајца сино и една черка. Од омени сите? Сите. Колку внучина имаш? 4. Како се викаат? Били, Кристина, Габриела и Метјо. Кој ти е помило првото или цугарето? Сите. Сите. Кога последен пат си дошол тука во Македонија? Пред 2 години. Пред 2 години. Што е тоа што е влечи да си дојдеш? Далеко е Америка, мајка ми што Дома. ќе старите. Дома. Така е. Дома си е дома. Така е. Кој ти е куќна слава? Танасовден. Ја Ја славам и таму и овде да су и така. таму. Кај е пубаво во Америка Сегде е или уво. Кој ти е уво. ама и Македонија? Сегде е уво. Така. Да се ми здрави живи каде за години. Фала. Да не Да си си здрав здрав и и жив жив. исто и ти. Господ, Име и јас и Тен да си сега ќе се гледам убаво таму да си таму. помине. така. Фала ти. Така. Други се не гледат. Така. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. За предложениве честни дарови, да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Разни маки, такви камшикувања, такви обнови, палења, сечења и што ти не преживеала и никогаш таа не се одрекла до последниот здив од Христа Господа и го возлюбила како свој младоженец и ја сочувала честа си, го сочувала девството и токму со тоа Бог ни покажува дека и какви да имаме страдања ние во текот на нашиот живот, во овдешното живење во овој век, тие треба да се надминат, меѓутоа ќе се надминат правилно ако го имаме Бога за свој заштитник и ако бараме Негова сила. Бидејќи ако сакаме да кажеме дека ете Бог не сака зашто не оставил и имаме некакво искушение, тоа значи дека Бог и Света Параскева петка не ја сака. Меѓутоа, напротив, тој ја прославил ете векови, после неа споменот нејзин одекнува низ целиот свет, сведочиме за нејзината љубов и преданост кон Бога и за нејзиното мачеништво, а со тоа и сведочиме за она што Христос ни го даде како најголем дар, а тоа е пред се љубовта. И како што Бог толку го возлюби светот за да го испрати својот единороден син, токму и така го жртвуваше својот живот Света Параскева петка и многу останати свети маченици и апостолите и сите сведоци на вистината кои со крв ја платија љубовта, односно со крв посведочија за љубовта која имаат кон Бога и всушност тоа не беше плаќање, туку тоа беше само одолжување на Бога за неговата љубов. А Бог никогаш, повторно ќе речам, не го напушта овој свет и овој век и никогаш не престанува да не љуби. Меѓутоа ние како луѓе треба од време на време барем да појдеме во Божиот храм, да се преиспитаме самите себе си што и како правиме во текот на нашиот живот, колку можеме да се поучиме од мачениците и од светителите и како би заживеале не од утре, туку од денес подобро и би биле подобри луѓе и подобри православни христијани. А Бог по молитвите на Света Петка и на сите негови свети, верувајте дека што и да побараме ќе ни даде и нема никогаш да не остави, што никогаш не го остава светот. Токму затоа, кога ги испрати апостолите на проповед, им вели Христос,
Јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот, што значи дека Бог е секогаш со нас, меѓутоа ние треба само малку да го повараме. Честит празникот, повесели, порадосни и добри до година. Сега ќе се излеземе надвор, како што си е редот, ќе извршиме чин на малодосвет и ќе го прекажеме празничниот помоќ. Двери со премудрост да внимаваме. Верувам во едниот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо, и во едниот Господ Исус Христос, Син Божји, еднороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат, и страдаше, и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небо, и седна одесно на Отца, и пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух, Господ што дава живот, кој излегува од Отца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Син. Чество ваши и венчачи ся, молите ся по Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалу, мучеников радование, Иже проповед Троица единосущная, Исаиле, кој дева име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоки имя Ему, Его же величающте Деву, облажаем. Христос među nas, i bude kaže, Hristos među nas, Hristos među nas, i vide, i sad skraći imame kumzav godina, ova ti je. Еве, што се вели, тука е литургијата надвор, свештеникоте. Ми се исполни душата кога преска ги спомнуваше твоите внучина. Овдека со тебе е една од многоте внучини што ги имаш. Во Америка. Так, твоето име? Благоја. Благоја. А по англиски како? Били. Били. Како се презиваш? Да, како се презива? Сејовски. О, Пејовски, ја. Пејовски. Така, колку години имаш? Колку години? 27. 27? Женет или бејчар? Бејчар. Па слушај вака една, ајде една македонка да се земиш од овде. Ако дај Боже зора. Дури една работа, едно би рекол, јас кога патувам по селата наши во Македонија. Неформално сум бил и кум, неформално сум бил и девер, неформално сум бил и старосват, кога сум ги снимал адетите обичаите. Според Господово провидение, кога ќе се ожениш, продукцијата Марио филм без пари ќе ти ја снима свадбата. Не кажам години. За многу години. За уво. Тешки да речи Господ така. Чување на долговите на Божјите раби,
Славе, Бети, Марија, Ангела, Богда, Виолета, Ефто, Јане, Натали, Леонид, Марко, Јустинијан, Јасна, Наум, Матеј, Александра, Филип, Ирина, Јаков, Спасе, Лена, Роберт, Натали, Стефан, Жана, Ѓоко, Јоце со фамилијата, Кевин, Ребека со фамилијата, Никола со фамилијата, Ангели, Николина, Ѓорги, Јована, Софија, Разменка, Љубеца, Миле, Христијан, Кристина, Радица, Марија, Лука, Владимир, Павлина, Зоранчо, Кристијан, Климентина, Миле, Билјана, Трајанка, Јордан, Ристе, Маријан, Евгений, Славица, Бисера, Ленче, Ангела, Ана, Никола, Душко, Небојша, Ирена, Наталија, Теодора, Васил, Нада, Зоран со семејството, Игор со семејството, Богдан со семејството, Зоран, Кристијан, Кристина, Марија, Васил, Нада, Крсте, Гулапка, Душко, Ирена, Никола, Натали, Теодора, Небојша, Цветко, Лилијана, Гоце, Мери, Емили, Ива, Метио, Марко, Лидија, Номче, Александар, Кристијан, Ема, Гец, Зоран, Николче, Сонја, Симона, Јане, Наталија, Анка, Љупчо, Леонид, Марко, Јустинијан, Ефто, Виолета, Јане, Наталија, Леонид, Марко, Јустинијан, Филип, Александра, Јаков, Ирина, Наум, Јасна, Матеј, Стојан, Петре, Благица, Марија, Марица, Спаса, Христина, Стојан, Стојанка, Маријан, Стојанка, Елена, Марија, Јована, Лазе, Лиле, Катерина, Владимир, Алекс, Кристина, Драги, Елена, Владимир, Марија, Лука, Миле, Трајанка, Кристина, Радица. Ти имавте ли пчиња? Тоде, Дана, Величе, Мартина, Христе, Марина, Јован, Весна, Никола, Ангела, Бранко, Ѓоко, Ширена, Мира, Марија, Лука, Анастасија, Кристијан, Ацо, Ивица, Светлана, Јасмина, Речел, Илина, и сите овде кои што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост, зашто си милост и човеколюбец Бог, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај крестот Твоим жителство. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај крестот Твоим жителство. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи все православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај крестот Твоим жителство. Премудрост, Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на Света Пречиста Мајка со силата на честот и животворен крст, по молитвите на светите славни сефални апостоли, на преподобна Параскева Петка, чиј спомен празнуваме, на светите праведни богоци Јоаким и Јани, на сите свети и да не помилува и да не спаси, како благ и човеколюбив. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Амин. Честит празников, повесели, порадосни, побројни до година. Честито кумството вас, Господ здрави у бајни и на новите футболисти. Нека дено за новогодини. Како ти е името? Васа. Од каде си родом? Овде, Од Оровник. А ти? Лешо, Така. Кој ти е куќта слава тебе? Зимен, така. Ти родом од кај си? Мислешево. Кој е пуво место, Мислешево или Оровник? Така е. Нека е дено за новогодини. Амин. Ми се радува душо што денеска на Света Петка во манастирот врија од народ. Само странци. Само странци, меѓутоа наши македонци се
Твоето име? Јас сум Мите Димитри Така? од Степановски, Од Оровник? од Оровник. Така. Прапоровничанец. Каде живееш? Ние сме школски си. Школски заедно? Така. Ајде, одим. Сивен сте школски, си ти школски. Тргни се, але ове Школски тргни се. Овега сте една фамилија. Една фамилија? Една фамилија сте со ове. Така. Твоето име? Степановци. Твоето име? Ова ми е исто и фамилија, комшија. Така. Слушај, Зоран, Еј. ние сме сите школски јунари. Годишњаци. Така. Ајде, имаме уште 10 други. Така. Да се Јас ти работавам увиете, францусте. Ти ручаш не работаш. Полна ми е душа овака кога ќе се видите генерацијски. Нека дело за години. Живово за добро. Заедно се убаво. Многу сум горд и задоволен. Еден во првите спонзори кои се не донираа маси и столови од Америка е Димитрија Стефановски. Многу ни помогна, али да кажеме дека и нашите други во диаспората, во Индијана, во Нью-Џерси, кои што ни помогнаа со маси и столови, па му дадме сите Господ здравје и убајно. И ги покануваме за година. Ќе славиме 50 годишен јубилеј, кај што е започнат манастирот Света Петка, али по иницијатива на цара Ивановска, таа е покојна, ние мора пак да ја спомниме. Така е. Позитивно. Кажи му која су ја. Ова е састав на близначка моја, јас сум постарен со Донија. А точно близнаци? Јесте, да. Така е. Али ова е Орайт во Австралија. Во Австралија? Колку сме разлика? Да. Да. Чекај малце. Рече дека живееш во Америка. Да. Во кој град? Во Индијана, Crown Point. Пред колку години замина за Америка? 50 години за Тогаш кога замина во Америка не го знаеше ни јазикот, не познаваше. Тешко ли беше? Кој ќе добиеше писмо од твоите, кога повеќе ти се радуваше душата, кој ќе го читаше, кој ќе го добиеше или ќе... ми се тресеа рацете дури, не само што. Тешко беше. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, цел ден да ни биде совршен, свет, мирен и безгрешен, просиме од Гравче. Манастирско. Да, денеска посно. За колку гости од прилика? За 650. Машала. Секој што добронамерен ќе дојде, задет да се ручаш и се вика. Да. Нека дело за нови години. Много години. Твоето име? Душко. Презиме? Лошковски. Од каде си? Од Оровник. Од која фамилија? Лошковски. Така, домаќин си ова година? Кум. Кум си, а? Да. Така, прв пат? И се исполнува душата? Исполнувам. Нека е дело за нови години. Много години да поможи Господ здравје и бајна на нас. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Да се чуеме 2 минути, ако може. Дали може 2 минути да се чуеме? Да ни е на помош на сите Света Петка. Да ни дај Господ здравје и убајна. Сите да знаете и нашите овди, нашите во диаспората. Ве покануваме, година ке славиме на исто место 50 години, кај што е започнат манастирот Света Петка, по иницијатива на цара покојна Ивановска. Ние служиме на Бога, а и вие нас ни помагате. Нека ви е на здравје ручагот, да ни поможи на сите. Се најбу, да си чекаме сите. Кажи, облачеле бело,
стотинци туѓи лебделило. Туѓина е мојто чедо мило, со стотинци туѓи лебделило. Кажи облачеле бело, жив и здрав сум да си ме видело. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Македонско девојче, хитка шарена, оградина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет убаво девојче од Македонче? Има ли? Нема, неќе се роди убаво девојче од Македонче. Когато си разплете како коприна, лична е и полична од самотила. Дали има на овој бели свет убаво девојче од Македонче? Нема, неќе се роди убаво девојче од Македонче.